Бизнисот со огревно дрво станува еден од највносните во државата, бидејќи во општиот хаос најдобро се сноѓаат тие што ги касапат шумите. Шумски полицајци и местно населено од планинските села велат дека Плачковица безмилосно се соголува, дека во реонот на селата Лешки и Јастребник на Осоговските планини се прават голосеци, дека кон Мегденот се сече се што има форма на дрво, дека посоголените ридови околу Нивичани се соголуваат и оние околу Пантелеј. Приватни фирми купуваат делови од кории од приватни лица, но кога сечат неретко зафаќаат и други незаштитени шуми. Како тргнало, неконтролираната сеча брзо ќе доведе до локални климатски промени и до нарушување на природната рамнотежа, што може да има и долгорочни еколошки последици. Тоа што е парадоксално е фактот дека за бесправната сеча многу се зборува, а одговорните за чување на шумите никако да излезат со некоја успешна акција за справување со дрвократците. На терен велат, познавачите на состојбите царува подмитувањето и корупцијата, што значи дека неконтролираната сеча се одвива организирано. Ситните дрвократци имаат разработено своја мрежа во овој бизнис, па со комбиња, прилагодени леки коли и други превозни средства, сечат се што ќе им дојде под рака во правец на Мегденот и повисоко. Цената на просторен метар огромно дрво на црно се движи околу 1500 денари, што им одговара и на купувачите и на дрвократците. Додека ова се случува, приватните дрвоснабдувачи веќе ја зголемија продажната цена на огромно дрво, која деновива достигнува до 3200 денари за метар просторен. Како ќе наближува грејната сезона и зимата, така цената ќе бележи пораст и ќе удри под жебот на тие што најтешко доаѓаат до огрев.